Го следите најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Во него ви ги пренесуваме најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Носи кацига, биди безбеден. Акција на мотоклубот Носачи на крстот и СВР Велес. Убиен градоначалникот на општина Боговење. Убиецот сам си пресудил. Советот на општина Велес до 15 мај ќе одржи уште 2 седници. Мирен протестен марш се одржа и вчера вечер низ улиците на Велес. Со развиорени македонски знамиња и со пеење македонски патриотски песни, велешани уште еднаш покажаа дека цврсто стојат во одбраната на сопствената држава. Пред присутните говореше Александар Кукулев, кој во својот говор запраша како да го славиме 9 мај, денот на Европа, кога таа во Македонија спроведува двојни аршини. И денеска ќе ја покажеме нашата цврстина, нашата љубов од која нема откажување, нема отстапување и нема повлекување. Тоа е љубовта за Република Македонија. На многу начини пробаа да го скршат нашиот дух, да ни ја земат нашата волја, но тоа се работи за кои не преговараме, не ги продаваме и не отстапуваме, порача вчера вечер од Велес Славе Радевски. Единствено што сакаме е Македонија да остане унитарна земја. Земја на сите граѓани на Република Македонија. Земја која ќе си остане со својото знаме, со својата химна, со својот грб, со својот устав. Уставот може да се смени, но само ако тоа е во корист на граѓаните кои живеат во Република Македонија и е во корист на подобрување на правата на македонците во соседството. Само по тој услов. Тоа се нашите единствени барања, браќа и сестри. Вчера вечер пред Велешани се обрати Александар Кукулев, кој меѓу другото го осуди изборот на Талат Џафери за претседател на собранието, правејќи споредба дека во ниедна друга земја во светот не се бира претседател на собрание без записник, без преброен точен број на пратеници во собранието, без точен број на оние кои биле за и против изборот. Кукулев вели, странците признаа нешто што не е легитимно. Ова е нашиот пат денес и ова ќе биде нашиот пат утре, бидејќи ние друг пат немаме. Тука сме уште еднаш да кажеме не за поделбите, не за свитканите кичми, не за ценкање и пазарење со македонското достоинство. Почитувани сограѓани, нема човек во државата Република Македонија што верува дека изборот на Талат Џафери е регуларен и ја отсликува волјата на народот. Талат Џафери е избран во потполна незаконска постапка, со грубо кршење на процедурите за избор на претседател на собранието. Нема да најдете земја во светот во која претседател на собрание е избран без записник, без пребројан точен број на пратеници во салата. Многу е лицемерно да не убедуваат дека тиранската платформа не постои, вели Кукулев, кога таа веќе почна да се реализира со поставување на албанско знаме во канцеларијата на нелегалниот и самоназначен претседател на собранието. Кукулев прашува како на 9 мај Европска Македонија ќе го прослави Денот на Европа. Како на 9 мај Европска Македонија ќе го прослави Денот на Европа, кој треба да биде ден за прослава на европската идеја, во која почитувањето на правото е една од темелните вредности. Како ќе славиме заедништво со Европа во ситуација кога тиранската платформа, поддржана од дел од европските бирократи, го раздели македонското ткиво до непрепознатливост? Како ќе го славиме Денот на Европа, кој како темелна вредност ги заговара културните особености на секоја земја поединечно, а во исто време еврокомесарот за проширување Јоханес Хан испреќа порака
дека сега е време за затворање на проблемот со нашето име и додава дека друга ваква шанса немало да се повтори. Каде е тука почита кон културните и идентитетските особености на македонецот? Велешани испратија порака и поддршка до председателот Ѓорѓе Иванов да не подклекнува под се поевидентните притисоци и да не го додели мандатот за формирање влада, особено не сега, кога така нареченото парламентарно мнозинство на нелегитимен начин се обиде да избере нелегитимен председател на законодавниот дом. Се уште не стивнуваат реакциите за поставувањето на знаме на странска држава во председателскиот кабинет од страна на Талат Џафери. А многумина веќе забележуваат на неговите изјави, дадени вчера вечер во емисијата 24 анализа на телевизија 24 вести, кога станува збор за употребата на јазикот на малцинствата во Собранието на Република Македонија. Поставувањето на знаме на друга држава во кабинет на председател на Собранието е прекршување на закон од страна на Талат Џафери. По неговото гостување во емисијата 24 анализа на телевизија 24 вести се отвора прашањето дали можеби второто прекршување на закон ќе биде законот за употреба на јазиците во Собранието на Република Македонија. На кој јазик ја водите првата собраниска седница? На јазик кој што ми овозможуваат законите во Република Македонија. Тоа е? Албанскиот и македонскиот. Можете да председавате со седница на албански јазик? Според законите можам. Според измената на кој закон? 2011 година. Според измената на законот за употребата на јазиците во 2011 се вели да се обраќа на седница, а не да председава. Избран или именуван функционер. Председател ти се обраќа и води председател и кога се обраќа и кога води во тој контекст. Не е тоа малку Добро, сега растегливо толкување на законот за употреба на јазиците? Не е забрането растегливост. Џафери вели дека нема место за загриженост, додека пак познавачите на состојбите велат дека ова е она на што ВМРО ДПМ не укажувала за време на парламентарните избори, кога барала доверба од гласачите за 63 пратеника. Веќе неколку пати ги повторувам овие работи со кантонизацијата, двојазичноста, федерализацијата, иако Заев секојдневно почна да ретерира, да кажува дека не кажал тоа што го кажал, дека јас сум ги измислил сите работи, сите знаеме кој што кажуваше. Го повторувам ова заради една причина, да не ни се случи грешка. Да не кажеме после што не кажавте. Па не знаевме ние. Па вие требаше да ни кажете. Вие сте политичари, требаше да ни ги отворите очите. Не сме сите должни да следиме се политика и све да предвидиме и така натаму. Употребата на јазикот на малцинствата во Собранието на Република Македонија е утврдено со закон, но и во делови од Уставот. Убиен е градоначалникот на општина Боговиње. Демократската унија за интеграција, изразувајќи жалење, го осудува настанот. По убиството на градоначалникот, убиецот сам си пресудил пукајќи во глава. Веднаш бил префрлен во Скопската клиника, но и подлегнал на повредите. За ова имаме детали од колегата Бован Јанковски. Прилогот ќе го емитуваме подолу во дневникот. Остануваат уште 2 седници до предвидениот мандат на Советот на општина Велес. Министерството за локална самоуправа чека мислење од Уставниот суд по покренатата постапка. Градоначалникот Чадиев истакна дека одлуките кои ќе бидат донесени ќе бидат доследно испочитувани. До средината на месец мај, Советот на општина Велес ќе одржи уште 2 седници. Министерството за локална самоуправа има покренато постапка до Уставен суд, од каде се чека мислењето што ќе се случува со мандатите на советниците и градоначалниците. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев истакна дека ќе се почитуваат одлуките. Во секој случај до 15 ќе има уште 2 седници на Советот на општина Велес. Понатаму има разни толкувања, конкретно околу функцијата на функционирањето на градоначалниците, кои што
се одвиваат од тоа дека градоначалникот согласно законот треба мандатот да го предае на следниот градоначалник 7 дена после изборите. Од локалната самоуправа истакнуваат дека ќе се почитува последната измена на изборниот законник до 15 мај, пошто ќе се постапува по донесеното решение. Не е познато дали мандатите на советниците и градоначалниците ќе бидат продолжени или ќе престанат. Останува да се произнесат стручните лица околу оваа проблематика. Поради енормното загадување на општина Кавадарци, пред извесен период локалната самоуправа распиша јавен повик за субвенционирано печење на ракија на плин наместо на дрва, со цел стимулирање на граѓаните за користење на енергенси кои минимално го загадуваат воздухот и не влијаат на климатските промени. За оваа намена општината ќе издвои 600.000 денари, а на граѓаните ќе им се обезбеди поврат на дел од потрошените средства за набавка на горилник на плин за печење ракија. Еве што за оваа прилика изјави градоначалникот Панов за тоа до каде е постапката. Намерно го оставивме отворен повикот, имајќи го менталитетот на нашите граѓани. Знам дека има неколку апликанти и ние тековно, односно квартално, ќе ги зимаме сите тие, ќе одлучуваме најчесто позитивно и ќе оставиме простор преку цела година да имаме апликанти што е можно повеќе и да го исцрпиме буџетот. Се уште го немаме ни начнато буџетот и еве ја користам оваа прилика бидејќи тоа не е само добробит за оние кои што ќе варат ракија, туку е во добробит и на граѓаните кои што утре треба да дишат нешто што е непожелно за сите нас. Осма година поред, мотоклубот Носачи на крстот Велес ја организираат акцијата Носи кацига биде безбеден. Целта е да се подигне свеста кај младите, но и сите оние кои возат моторцикл да се заштитат и безбедно да учествуваат во сообраќајот. Дијана Иванова со деталите. Кацигата е за наглава, не за во мотор или на рака. Ова е пораката која денеска многумина моторџи ја слушнаат како беа запрени од полицијата, која заедно со мотоклубот Носачи на крстот ја реализираше акцијата Носи кацига биде безбеден. Кацигата или заштитниот шлем од Носачи на крстот посочуваат дека неопходно е секој учесник во сообраќајот да го носи, бидејќи според статистиката, најголем дел од повредите кај моторџиите се токму повреди на главата. Ако се научиш да носиш кацига, тоа ќе би исто мобилниот. Јас мобил не спееш, не спееш. Ето таква е навиката, верувам. Исто го обувките. Кажувам многу искрено. Исто го обувките. Толку ќе се научиш да носиш кацигата, да буквално нема да можеш без неа. Пробај една недела рече, морам да носам, ти видиш каква навика ти створи. Оваа акција е само една од многуте кои Носачи на крстот ги реализираат во текот на годината, со единствена цел – подигнување на безбедноста во сообраќајот. Нашите членови на клубот, заедно во соработка со сообраќајната полиција, денес ги сопираат моторџиите од градот, чисто само опомена, едукативна опомена, да барем да носат кацига, ако не осен дел, тоа е еден дел од заштитната опрема која треба да ја поседува секој моторџија, но во град барем да носат кацига, бидејќи сепак кацигата ја чува главата. Во градот кој важи за најмоторџески во државата, Носачи на крстот, акцијата Носи кацига биде безбеден ја организираат по 8 пат. Во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена заедничка изложба рефлексии на херметичноста на сликарот Глигор Васков и скулпторот Ангел Коруновски. Станува збор за нивниот подолгорочен проект кој е сублимат на идентичноста во мислата и интелектуалното во различните подрачја на уметноста. Мартина Митков со деталите. Домот на културата продолжува со серијата изложби на македонски сликари и скулптори. На овој начин кавадаречката јавност се запознава со плејадата наши уметници кои се помалку или повеќе присутни, но малку афирмирани или за нив малкумина знаат. Вчера вечер беше отворена изложба насловена како рефлексии на херметичноста. Изложбата се состоеше од слики и скулптори на познатите македонски ликовни уметници Ангел Коруновски и Глигор Васков. Сите трагаме по одредени правци, одредени нешта. Моментално мислам дека имаме некоја си светска криза во уметноста, но не смее да запре, бидејќи уметност е духот на народот.
Значи, многу е битна да има. Покрај појавување во 90-тите години на концептуалната уметност, насловена како постмодерна уметност, која што има прилика да придонесе некои нови правци во уметноста, тоест да ја расшири. Има ново движење моментално кое што еве и ние го пратиме. Коруновски и Васков насекаде се представуваат заедно затоа што апстрактните теми во сликите и скулптурите кореспондираат една со друга. За овие двајца уметници неколку воведни напомени додаде директорот на Домот на културата Владимир Тимков, а ученици од Општинското музичко и балетско училиште Лазо Мице Фрале настапија со музички композиции. Нивниот дух, нивниот начин на сликање и нивната работа ги спои овие двајца автори да вечерва ни се представат овде во оваа галерија. Ова е изложба која што Народниот музеј од Велес ја има организирано. После тоа гостуваше во Скопје во Младинскиот културен центар и еве Кавадарци е третиот град кој што вечерва има можност да ги види овие дела. Скулптурите на Ангел Коруновски и платната на Глигор Васков се генез за сублимација на денешното време, конекција флуид во мислата и интелектуалното, а се различни во подрачјата на уметност. Нивното 10-годишно дружење, размислување, наблюдување, илузии, сомнежи, вези доведе до овој проект. Убиен е градоначалникот на општина Боговиње. Демократската унија за интеграција, изразувајќи жалење, го осудува настанот. За ова детали имаме од колегата Бобан Јанковски. Со неколку истрели од огнено оружје денеска предпладне смртно е застрелан градоначалникот на општина Боговиње Хазби Идризи. Осомничениот Кјани Абази сам си пресудил пукајки си во глава. Веднаш бил префрлен во Скопската клиника, но и подлегнал на повредата. Според неофицијални информации, градоначалникот Идризи пред 2 месеци го отпуштил од работа 53 годишниот Абази и се предпоставува дека ова е причината за убиството. Остануваме со вестите од Македонија. Околу 10 часот и 40 минути денес во Боговиње е убиен градоначалникот на општината Хазби Идризи. Според соопштението на јавното обвинителство на Република Македонија, првичните информации говорат дека осомничениот го паркирал своето возило во непосредна близина на општина Боговиње и се упатил кон бурехджилницата од спротивната страна, каде во тој момент седел градоначалникот на општината. По кратка расправија со градоначалникот, осомничениот испукал неколку куршуми со огнено оружје. По настанот, осомничениот, инаку поранешен вработен во општина Боговиње, се упатил кон својот дом, каде се обидел да си го одземе животот. Градоначалникот со возило е префрлен во Тетовската болница, каде била констатирана смрт, додека осомничениот поради сериозноста на повредите е пренесен на Карел во Скопје, каде им подлегнал на повредите. Надлежен обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатото лице, наредба за собирање на траги и доказен материјал од местото на настанот, како и наредба за криминалистичко-техничко вештачење. Според неофицијални информации, градоначалникот Идризи пред 2 месеци го отпуштил од работа 53 годишниот Абази и се претпоставува дека ова е причината за убиството. И покрај политичката криза, Македонија останува атрактивна туристичка дестинација. Ова се потврдува и низ бројки. Во првите 2 месеци од годинава имаме зголемување на бројот на туристи за 13,4% во однос на истиот период минатата година. Она што ги радува туристичките работници е паралелниот раст и на остварени ноќевања. Министерот за економија Дритон Кучи очекува и годинава бројот на регистрирани туристи да биде на ниво на минатата година. Поголем оптимизам има кај туроператорите и хотелиерите. Тие сметаат дека ако политичката криза брзо заврши, реални се можностите за раст на странски и домашни туристи за околу 20%. Она во што 100% се согласуваат и министерот Кучи и туристичките работници е дека владините активни мерки се причина за растот во туризмот.
Денеска е Свети великомаченик Георги Ѓурѓовден, најголемиот пролетен празник, празник на обновувањето на природата и на животот воопшто. Празникот на Светиот великомаченик Ѓорги, познат како Ѓурѓовден, се празнува на 6 мај според новиот или на 23 април според стариот календар. Тој се смета за најголем пролетен празник што го празнуваат не само христијанското население во Македонија. Свети Ѓоргија, родом од Кападокија, со Христос се запознава во својот дом. Кога татко му пострада за Христа и прими маченички венец, тој и мајка му се преселиле во Палестина. Како младо момче на 20 годишна возраст оди во војска и му служи на императорот Диоклецијан. Според верувањата, кога Диоклецијан почнал да ги гони христијаните, младиот трибунал самиот објавил дека е христијанин, иако тешко измачуван, великомаченикот истреал во сите нив, а благодетта Божја му помогнала и го исцелувала. Неговото мачеништво, тоест сведоштво, наведува многумина да поверуваат во Христа. Во 303 година му ја отсекле главата. Овој голем маченик Бог го наградил со дар на чудотворство, со кој тој до ден денес им помага на сите што го повикуваат во своите молитви. Околу 200 ученици во Индија се хоспитализирани откако се пожалиле на губење на здивот и иритација на очите по протекување на газ за гориво, соопшти полицијата во Њу Делхи. До инцидентот дошло кога при испуштање газ од контейнерот, паркиран во непосредна близина на училиштето, и тоа во моменти кога наставата била во тек. Во контейнерот се наоѓале хемикали наменети за индустријата, пренесуваат француските медиуми. Околу 200 ученици се хоспитализирани во 4 болници. Ниту едно дете не е посериозно повредено. Ситуацијата е нормализирана, изјави представникот на полицијата во индиската престолнина Ромил Банија. Тој додаде дека полицијата ќе поднесе пријава за негрижа. Во продолжение вести од светот. Постои план за дестабилизација на Албанија, обелоденува актуелниот премиер Еди Рама. Ова било причина тој да побара од кандидатот од неговата партија да се повлече од изборите за градоначалник на Каваја. Некои луѓе 7 мај го гледаат како ден кога државата треба да покаже како се спроведува законот. Други пак се плашат од последиците од конфликтот, со кој се посакува да се предизвика дестабилизација на Албанија. Постои план за дестабилизација на земјава, вели лидерот на албанските владеачки социјалисти и актуелен премиер Еди Рама. Рама го повика и независниот кандидат Астрик Хака да се повлече од изборите, а овој доцна синоќа тоа и го направил. Ова најверојатно ќе значи одложување на гласањето за градоначалник на Каваја. Инаку опозицијата уште од поодамна за утре најави масовен протест за блокирање на изборите, кои сега со овие случувања веројатно и нема да се одржат. Сара Хакаби Сандерс, потпарол на американскиот претседател Доналд Трамп, изјави дека претседателот ќе работи со човекот кој ќе го изберат самите французи. Француските медиуми пак пренесоа изјава на Трамп дадена по терористичките напади, во која тој вели дека неодамнешните терористички напади во Франција ќе ги подобри позициите на крајнодесничарската претседателска кандидатка Марин Ле Пен. Марин Ле Пен беше меѓу првите кои ја поздравија победата на Трамп во ноември минатата година. Поранешниот претседател Барак Обама јасно ја изрази својата поддршка за Емануел Макрон. Светската здравствена организација во пресрет на Светската недела за безбедност на патиштата испадна со информација дека преголемата брзина е причина за смртта на најмалку 1 од 3 загинати во сообраќајните незгоди низ светот. Оваа појава е идентична веќе неколку години и токму затоа надлежните одлучиле кампањата по повод Светската недела за безбедност на патиштата годинава да биде под мотото "Намалете ја брзината, спасете живот". Предвидени се стотица настани за зголемување на свесноста и информативноста, главно околу училиштата во Јужна Африка, Бразил и Кина, но и најмногу во земјите со ниски и средни приходи, каде сообраќајните неизгоди со фатален исход се најбројни. Брзината е во центарот на светскиот проблем со сообраќајните неизгоди. Во комуникето пишува и генералниот директор на Светската здравствена организација Маргарет Чан.
Денеска имавме сончево време со умерена облачност и со умерен до засилен северозападен ветер, поизразен вдолж по Вардарието. Дневната температура се движеше во интервал од 15 до 27 степени. Во вечерните часови метеоролозите најавуваат локален пороен дожд и грмежи. Во недела ќе се врати повремено силниот западен ветер и ќе биде нестабилно на повеќе места, особено на северот и истокот од земјава. Пооблачно и ветровито со северен ветер ќе биде и во понеделник и вторник, кога под влијание на нов влажен бран врнежи од дожд се очекуваат во поголемиот дел од земјава. Позначително, но не и подолготрено спуштање на температурата се очекува од среда. Ова беше последната информација во овој дневник. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.